Добар ден, драги ученици. Најпрво да се представам, јас сум Зоран Аврамовски, наставник по Историја и граѓанско образование во Основното училиште Живко Брајковски од Скопје. Денеска ќе се запознаеме со новата наставна содржина, а тоа е улогата на граѓанинот во општеството и е наменета за учениците од 8 оделение. За овој час ни се потребни тетрадка и пенкало. И можеме да започнеме со наставната содржина, цели на часот, да ги објасни различните улоги и однесувањето на граѓаните во општеството, да ги анализира вредностите на демократското општество и својата улога во него, учениците да станат активни учесници во промените во своето училиште, што ќе му возможи да се стекнат со потребните компетенции за живење во интегрирано мултиетничко општество. Резултати од учењето: ученикот е способна да опишува улоги и однесувања и аргументирано да дискутира за различни улоги и однесувања на граѓаните во секојдневниот живот. Ги препознава вредностите на демократското општество во конкретни ситуации и се залага за нивно почитување во својата средина. Одиме со прва точка, што представува поимот општество. За да опстане општеството, луѓето комуницирале и одржувале позитивни врски, создавале заеднички правила врз основа на заеднички вредности кои се очекувало сите да ги почитуваат. Според тоа, општеството представува организирана група на луѓе кои имаат меѓусебни врски и живеат заедно врз основа на заеднички правила. Втора точка, што представува поимот граѓанин. Граѓанинот е човек со слободи, права и одговорности кои му овозможуваат еднакво со другите сограѓани и активна улога во општествениот живот. Уште од античко време, граѓанинот се сметал за човек со најблагородни вредности и според тие вредности се граделе основите на демократијата. Точка 3. Што подразбираме под поимот демократија? Поимот демократија потекнува од старогрчките зборови демос – народ и кратос – власт, односно владење на народот. Сушност таа представува систем на правила, создадени од страна на луѓето кои треба да ги почитуваат правилата и да ги применуваат. Четврта точка. Каква е улогата на граѓанинот во општеството? Улогата на граѓанинот во граѓанското општество се исполнува со остварување на своите слободи и права, но да се биде граѓанин значи да се биде одговорен човек. Улогата на граѓанинот е да биде вклучен во одлучувањето, грижејќи се како за себе, така и за другите граѓани во заедницата. Граѓаните со самоорганизирање и предлагање проекти од разни области влијаат врз демократската власт за да преземе активности за доброто на сите. Граѓаните може да се здружат и да го искористат своето уставно загарантирано право на слобода, на здружување и организирање заради остварување на еколошки, социјални, културни, научни, хуманитарни, образовни и други интереси и убедувања. Едно од основните и најважните компоненти на демократијата е учеството. За младите е значаен терминот младинско учество, кој се употребува да означи учество на младите луѓе во различни активности, пример, учество во дебати и дискусии, учество во споделување на одговорности, донесување одлуки и друго. Например, во зградата каде што живее Азра нема пристапна рампа, а низините соседи Сара и Дејан имаат потреба токму од таква рампа. Азра решава да свика средба на куќниот совет за да се најде решение. За време на средбата сите соседи разговараа и се договорија да достават барања до општината за поставување пристапна рампа на влезот од зградата. По 3 месеци, општината го прифати барањето, со што Сара, која се движи со помош на количка, сама да влегува во зградата, а Дамјан полесно да влегува и излегува со бебешката количка на своето 4-месечно бебе. Овој даден пример можеме да го споредиме со скалата на Роџер Харт, каде што според скалата на учество младите и возрастните заеднички донесуваат одлуки, младите даваат идеи,
подготвуваат активности и ги канат возрастните да им се приклучат. Но исто така, овој пример не поврзува со една многу важна работа, а тоа е мултикултурно општество, односно прифаќање на разликите, право на еднаквост, толеранција и така натака. Скала на учество според Роџер Харт ќе видиме во следниот слайд. Оваа скала се користи како критериум за оценување, но и да се види колку младите се вклучени во решавање на заедничките прашања во заедницата. Во оваа табела 1 има 8 скалила. Највисок степен на учество за едно прашање е кога младите го иницираат прашањето, а го решаваат заедно со возрастните, а најнизок степен на учество на младите кога се поканети да учествуваат во проект, затоа што немаат вистински информации ни влијание врз одлуките и нивните резултати. Ова е скалата на учество според Роџер Харт, но учениците подобро може да видат во нивните учебници. За домашна задача, учениците да изнесат некој инфраструктурен, еколошки или социјален проблем од нивната непосредна околина, училиште или општина, што ги засега нивните родители и соседи, а смета дека би можеле да се заложат за негово решавање. Тоа беше се за овој час. Се надевам дека го задржав вашето внимание и се гледаме во некоја друга прилика, а до тогаш пријатно.